Соседи од дворот на сериозна болна жена во Кочани веќе една година прават депонија, се жали Наташа Исаинова. Комшите направија ми горе бум, фрлат ѓубре, фрлат земја, а на мене докторите ми речоа чистоќа да има. Јас со 11 кила тумор сум оперисана и сега сум кила фанала, пак ќе ме оперират, за еден месец 3 пати ме отвараа у Скопје на исто место. На мене хигиена ми требе, ја пчиња 5.000 динара троша месечно за моето здравје, а чистоќата немам околу мојата куќа. Пред проблемот да биде актуализиран медиумски, Исаинови се жалеле на повеќе места. Одам надлежно, одам општина, кај градоначалникот ќе го замолам. Градоначалникот, општината, значи дојдоа луѓето сабали неколку пати, еве сабали мав среќа дојдоа и им кажаа да соберат ѓубрето е собрано, али земјата не ќе да тргнат. А ѓубрето значи денеска ќе го соберат, утре пак ќе го фрат истиот случај. Освен затрепаниот двор со ѓубре, проблем за ова семејство и веднаш до нив отворената канализација, како ризик за многу здравствени проблеми. До мојата куќа од другата страна имам шахта отворена, што не доваѓат водовода, а потргнато тамука иде измето и тоа ми смета и многу смрде летно време, одека смрдат гудињата што ги чуват, од тампа и канализацијата ми смета. Ја имам поднесено барање со печат од до општината и до водовод да се трга канализацијата. Ону обзир ништо не зима. Од општина Кочани велат дека со проблемот се запознаени и ги превземаат сите мерки за негово надминување. Предстојниот период општина Кочани во координација со комуналното јавно предпријатие Водовод и во соработка со местното население ќе спроведе комплексна акција за лоцирање и за расчистување на дивите депонии во градот и во населените места. Една од локациите ќе биде токму оваа улица. Стои во соопштението од општина Кочани.